Мнет. Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути е почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија во живо се Самка Ибраимовски и Ана Глигорова, граѓански активисти кои што се залагаат за борба против должничкото робство. Самка е председател на политичката партија ПЦЕР, претходен пратеник во собранието, министер и еве личност кој што и заменик личности кои што се залагаат практично да им се помогне на граѓаните кога се во прашање извршителите, финансиски друштва и проблемите кои што се јавуваат овде. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер, благодарам на поканата. Посебно ми е драго што сум во Штип, затоа што Штип ми е како омилен град, како град, имам доста пријатели тука. Користам прилика да ги прославам поздрав од сите тука во Штип. Ме знаат многу добро, и македонци, и роми, и други жители кои живеат тука во Штип, и воедно нормално кои гледат и во Кочани, така да имам доста пријатели во овој регион, во источниот регион. Граѓански активист, споменав уште во самата најава, зошто започнавте практично еве да се занимавате со активизмот и зошто токму со должничкото робство, односно она што представува проблем за граѓаните во денешно време, а тоа се извршувањата, извршителите, брзите кредити, проблеми кои што практично се секојдневие. Граѓанскиот активизам во суштина е појава која во принцип секогаш е предизвикана од нешто кое го возбудува општеството. Да кажеме, во моментот приоритетот се токму тие виртуелни долгови и токму тој закон што е донесен сега во јули, влезен во службен весник, членот е 368, го донесе собранието, така, влезе во службен весник и тој требаше да се примени веднаш. Се работи за апсолутна застарба на долгови, многу од гледачите не знаат, еве да им кажеме, не се информирани дека постои апсолутна застарба во закон, во сила, во службен весник. И може да се повикаат, но имаме една пречка, извршителите не го почитуваат овој закон за апсолутно застарување 10 години од моментот кога извршувањето стигнува кај извршителот. Значи извршната исправа од извршниот број па натака 10 години. Значи од 2013 година до денес веќе е застарено, на пример. Потоа имаме дека главницата на каматата, одnosno каматата не сме да го надмине долгот, казнената камата не сме да го надмине долгот, значи ако е 1000 денари долгот, 2000 денари не сме повеќе од тоа или да плати должникот, одnosno човекот. Но Македонија е во должничко робство. Ние со ни за протест, со ни за иницијативи, со ни за комуникации, пресови, со притисок до власти и така натаму се трудиме да ја анимираме јавноста, да луѓето едноставно почнат да се повикуваат на овој член, бидејќи членот е во сила, и да почнат да се ослободуваат од должничкото робство. Догумина не знаат, морам да им апелирам дека требаат барање да им дават на извршителите, барање за отпис, одnosno за застарување на долг. Ние имаме и терк за такво нешто, нели? Кој го пуштивте на интернет и подитото да го прават. И сега ние имаме и некои други проблеми кои се случија. Извршителите ги одбива барањата и велат ние не сме во можност да поништиме судска одлука и луѓето одат на суд, прво одат на прва степен, добиват или не добиваат, потоа одат на апелација и веќе имаме правосилни пресуди. Значи имаме од апелација, имаме и од основен суд правосилна пресуда со печат, која извршителиве вчера и денес, да ви кажам ексклузивно, не ја прифаќаат. Ова е неверојатно, ова е нонсенс, ова е апсурд на планетарно ниво. Значи, во член 377 во Кривичниот законник стои дека службено лице мора да спроведе, ако не ја спроведе одnosno решението или одлуката на судот, дека веќе ќе биде казнето, сноси санкција, парична или 3 години затвор. Јас не можам ова да го разберам. Која мафија стои за ова? Кои се тие ликови кои не ги гледаме? Кои се тие што ова им дозволуваат едни обични службеници во Министерство за правда се тоа извршителите? Они го газат законодавниот дом, они го газат, ја газат судот, го газат, судските пресуди и се поставуваат над државата. Што е тоа? Постои држава, подкопани се темелите на државата.
Што значи како може да се најде решение за излез од ваквата ситуација? Па вака сега, значи не е прв пат да гостувам во телевизија, ја бев и во телевизија 24, бев во Сител телевизија гостин. Сакам да им објаснам на граѓаните дека законот за облигациони односи донесен е на 27.2020 година, потпишан од председателот на државата, излежен во службен весник 154/23 и едноставно требаше уште да почетокот, на самиот почеток на донесувањето на законот, извршителите без да бара да поднесе приговор или барање за застарување на долгот, а по автоматизам да донесе заклучок извршителот дека поради измени во Законот за облигациони односи, член 368 став 2 точка 3, има апсолутна застареност, донесува заклучок дека го известува доверителот дека има апсолутна застареност и доверителот понатака што сака нека прави, дали ќе бара или не. Меѓутоа тоа не го направија извршителите. Извршителите почна да игра пинг-понг со граѓаните. Во меѓувреме вршевме притисоци, добивме некои пресуди. Еве ја тука имам и пресуда една од апелационен суд. Така? Каде првостепениот суд носи негативна одлука, а апелационен суд од Гостивар ја преиначува пресудата во полза на должникот. И вели: решението на Основниот суд Тетово ППН и 78/22 од 9.10.2023 година се преиначува и се одлучува приговорот на должникот се усвојува. И тука сега треба извршителот едноставно да земе по ова пресуда, да направи заклучок дека поради апсолутна застареност, поради тој измените од Законот за облигациони односи членот 368 став 2 точка 3 и да каже дека има апсолутна застареност и да му достави на доверителот. И тука да заврши постапката. Меѓутоа сега и покрај ваквите пресуди, извршителите и ден денеска, имаме случаеви, ни се јавуваат и на мене, и на Ана ни се јавуваат и ни кажуваат дека не ја почитува судската одлука. Значи, он прави кривично дело. Тој член што го кажа Ана 377, каде јасно и децидно пишува: доколку нема да се применува судската одлука, следува парична казна или затвор од 3 години. Они тоа изгледа не го размислуваат така. Сега имаме некоја подршка. Која е таа позадина што стои по ова? И денеска имаше и пратеничко прашање од страна на пратеникот Панчо Еминов зашто не се спроведува договорот. Денеска баш на пратенички прашања. Заменикот министер за правда одговори како да не одговори ништо. Одговори дека они се тука и они што треба ќе направат. Абе нема што да направат. Има закон, треба да го спроведуваат. Има иницијатива до Уставен суд покренато за овој закон поради после не е битно што е доставено. Има доставена иницијатива и за кривичниот закон има доставена иницијатива. Имаме иницијатива, исто и ние имаме. Ама кривичниот закон се спроведува. Додека не реши Уставниот суд, овој закон треба да си работи, да си функционира. Тука е најголемата грешка што прават и мислам дека конкретно јас ги повикам сите кои добиле пресуда, не ги почитуваат извршителите. Нема што да не чекуваат, посебно ако е потврдено од апелационен суд. Така, тоа сакав да прашам, велите реакции има доста. Да. Што ги советувате граѓаните, како да ако реагираат? Ако од апелација му е потврдено дека му е уважена жалбата, нема што да чека, кривична пријава. Еден друг пат и да кривична пријава и извршителот после нека му мисли што понатака ќе прави. А обвинителството треба да презема нормално према тоа кривична пријава што е доставена. Покрива овој закон да извршителка во Македонија, од Западна Македонија, покрива Западна Македонија, има над 200 кривични пријави до сега направено. Значи, мислам дека рекордот во кривични пријави во основно јавно обвинителство кои се држат во ФИОКа се буквално за извршителите. Буквално за извршителите. Има и за адвокати, и за судии. Значи, толку многу ги има они во ФИОКа ги држат. Значи, си ја злоупотребуваат и својата положба обвинителите. Да го чуваш ти предметот во ФИОКа. Значи, тоа е неодговорност, тоа е бахатлук.
Тоа е расипаност на државата. Ние имавме исто пред една година точно со материјални докази како извршителите буквално влегувале во кривичниот законник надвор од овој член. Што правеле? Разбойништво, кражба, лихварство. Посвојување на деца. Значи неверојатно нешто. Дури едно дете е ставено во графа како предмет при извршување, што е надвор од ум, тоа е буквално тоа е тргување со луѓе. Тоа е нешто, тоа тргување со луѓе, тоа е во оној дел поглавието во кривичен законник како геноцид се гледа тоа. Нешто што не застарува. Но они му застарува нему. Се собрале 80 луѓе над законот. Они велат вака: ние не ги почитуваме измените во законот затоа што чекаме Уставен суд да одлучи. Па Уставен суд уопште не го ставил предметот на дневен ред. Ние исто имаме против законот за извршување за еден член дадена иницијатива, против законот за извршување за измена на тој член. Па и ние имаме дадено, па и ние имаме иницијатива. Значи има многу иницијативи. Значи иницијативи има од граѓани, од адвокати, на тоа да се вадат адвокати во Македонија, на тоа да се вадат извршители во Македонија и да кажуваат чекаме Уставен суд. Чекајќи го Годо, знаете, Семиол Бекет. Тоа се смешни работи, тоа се апсурдни работи, неверојатни работи. Сакам да кажам дека намерно, тенденциозно, со умисла се внесуваат луѓето во должничко робство, фирмите се затвараат, блокирани имаме над 240.000 сметки во Македонија. Дали тоа некој го мисли? Дали тоа некој знае? Дека за 240.000 сметки блокира, дали Народна банка ја интересира тоа дека тие сметки се апсолутно зборуваат за дигитално плаќање. Какво бе дигитално плаќање, бе, треба да ги одблокираме прво луѓево. Че имаме многу големи проблеми. Само уште нешто би сакал, пошто не знам колку е источниот дел на Македонија запознат со овој случај. Знам дека има многу загрозени роми во овој дел, каде мене ми се јавуваат во делот на стари побарувања. Сакам да им порачам дека треба да земат или да идат кај адвокат, или да се јават кај мене, или кај Ана, да им го дадеме тој образец како треба да излез, да го дадат до извршителот. Значи дава образец, барање, каде ви кажува, поради измени на законот, член 368 став 2.3, барам да ми се одблокира сметката поради апсолутна застареност. Го дава кај извршителот. Откако извршителот ќе го информира, му враќа решение назад дека не го прифаќа, тоа ние знаеме дека не го прифаќа, не го прифаќа до се никој, не го прифаќа. Да земат во рок од 3 дена да направат жалба до апелациониот суд. Дали Штип, уствари вие припаѓате источно дел тука Штип. Значи да дадат до апелациониот суд Штип и апелациониот суд Штип треба да одлучи, а веќе имаме една таква пресуда, каде е изменето и добиено од страна на барањето на должникот. Ако судот апелационен во Штип донесе во полза на должникот, односно дека е апсолутна застареност на долгот, тогаш иде повторно кај извршителот, му го носи решението да може со тоа решение да му се одблокира сметката затоа што е блокирано од извршител. Ако тоа не го направи, следува кривична пријава, она што го реков, и таков терк имаме ние, ќе им го дадеме, нека постапат, а има и адвокати кои знаат, има сега и бесправна помош што дават по градовите, може да дадат и да им дадат кривични пријави, така да можеме да донесеме до тој степен да почне да функционира законот. Затоа што сега имаме пресуди кои пресудили основните судови, апелација одбила. Имаме Основен суд донел, апелација потврдила и ја изменила. Значи сега има судир има меѓу апелација и основните судови. Тама луѓето имаат таа судска такса, што е стварно висока, значи за еден просечен граѓанин во Македонија таа судска такса, они ги качија судските такси и луѓето ми кажуваат дека им е висока судската такса и дека не им е лесно да дадат ни за основниот, ни по тоа апелацијата, значи и плюс адвоката кој се ангажира, што веќе доаѓа некојаш повеќе долгот и вика дали воопшто мене ми се исплати да одам. Ја велам вака, ако во ист момент илјадици луѓе пуштат приговор до суд за непочитување или на овој закон од страна на извршителите, ако се претрупа судот, илјадици ако бидат, па тоа не е лесно, тоа е многу сериозно, тоа е исто како да имаш протест пред суд. Значи, кога ќе дојдат купишта
од кои треба да одговорат во известен временски рок, судот мора да одговори во одреден рок првостепениот, тогаш ќе се постигне нешто, луѓето да не се обесхрабруваат. Да, но колку луѓето еве практично се залагаат за тоа да кажат дека извршителите не постапуваат согласно судските одлуки? Па многу има. Еве јас што контактирам, Илјадници. многу има. Илјадници за опрашање, само да не се обесхрабруваат. Зашто кога извршителот им вика, абе тргне ми се, буквално се вака безобразни. Ајде тргне ми се, знаеш че Уставен суд ќе го поништи членот, буквално им кажува, буквално. Видите они што прават сега. Во истиот закон за обликации кој што измене, и за каматите. За каматите го спроведуваат законот до некаде, а овој едноставно не ги интересира. Еве само да ви покажем за гледачи да знаат дека апелационите судиви токму стручно и одговорно си ја зеле одговорноста и го кажале, го образложиле и викаат според член 2 од законот, став 1, сите побарувања што се утврдени со правосилна судска одлука или со одлука на друг надлежен орган или со поранување пред суд или пред друг надлежен орган застаруваат за 5 години од моментот на нивната извршеност, како и побарувањата за кои во согласно законот се предвидува пократок рок за застареност. Став 2. Сите повремени побарувања кои што произлегуваат од одлука или поранување предвидени во ставот 1 на овој член и досадсуваат во иднина, застаруваат во рокот предвиден за застареност на повремените побарувања, став 3, застареноста на правосилната судска одлука или со одлука на друг надлежен орган или со поранување пред суд или пред друг надлежен орган прекинува со поднесувањето барање за извршување пред надлежниот извршител, при што почнува да тече одново застареноста, која во извршната постапка трае 10 години од моментот на поднесувањето барање и извршување. Значи имаме 5 и 10 години. Ако некој имал пресуда донесено и прошле 5 години, 6-та година го даваат на извршител, тоа е застареност од 5 години. Тоа е тоа. И ова што викаме апсолутна застареност. Од денот кога му го дале налогот, ако прошле 10 години, тоа е апсолутна застареност од 10 години. А такви ги има многу. Они вака прават, да кажеме, повеќето од извршителите го прават. Они пуштаат налог 8-та година. Ме разбирате? А растела камата. Со да кажеме за вода, пример. 1000 денари било. Растела камата, растела. Доаѓаат нотарски вакви трошоци, такви адвокатски трошоци, така. И доаѓа од 1000 денари, доаѓа 10.000 денари. Што е нонсенс, 1:10. Јас ги проучував законите за облигациони односи во сите европски земји, цивилизирани земји, каде морав, истражував, секаде има апсолутно застарување, буквално секаде. Ако тргнеме од Хрватска на рога, Хрватите го решија со нов закон за извршување и они кај нив законите за извршување се директно поврзани со законите за облигациони односи. Кога ќе кликнеш на законот за извршување, веднаш ти се отвара законот за облигациони односи. Нашите извршители тенденциозно, намерно не го применуваат. Иако знаат дека нивниот закон е лекс специјалис, е понизок по вредност, по значење од системскиот закон, законот за облигациони односи, они намерно, пак ќе кажам, кој ги држи? Презема ли државата нешто за да... Државата во моментот не превзема ништо, освен судовите, еве, ова е судска власт, судската власт, еве, секоја честа судија. Он не ја почитува судската власт, он не ја го почитува собранието. Они се извршители, они се обични службеници на извршната власт, на Министерство за правда. Значи, они треба да го послужат на крај крајва министерот за правда. Он може во еден момент на сите да им ги земе лиценците, бидејќи не го почитуваат законот. Крај, не го почитуваат, крај за нив. Не треба да постојат, треба да има јавни извршители во суд, како што е во огромен број на држави. Како што било, ево истиот случај сега ние што имаме тука, го имаме во Србија. Сега имаме избори. Имаат проблеми. Избори имаат во Србија на 17-ти. Так. Они една политичка партија ветува на граѓаните дека доколку добие гласови од граѓаните дека проблемот со извршителите ќе го средат. Што е многу бит една работа што треба да знаат граѓаните и овие нашите власти што не гледаат, а усвари ништо не гледаат. Видете, ја сум бил пратеник. Сите знаат дека сум ја бил социјален пратеник. Ја од секогаш сум се борил за народ. Значи имам дадено многу идеи
и пред некој ден пишав еден пост после толку години, меѓутоа морав да кажем кој бев заменик министер дека јас сум тој што сум го спасил ЕСМ да не се продаде цело, него само да се продаде дистрибуција. Иначе беше готово да се продаде цело и тука завршен. Ние сега ќе имавме струја, може и ќе овдека со Јоргани ќе дојдевме да седиме за да може да емисија да правиме. Сакам да кажам ова, дека извршителите сега, во овој момент, кои доаѓаат сабале на работа, они се болни, они имаат болест, не карцином, тоа е, нема диагноза за таа болест, они што имаат. Доаѓа сабале, имаат 10-15 клиенти што дозат паре, и на секој ден му се јава и му вика, слушај, донеси некој динар да малку пролонгирамо. На другиот му вика, донеси некој динар да пролонгирамо, донеси, и он така ги зема, а уствари тоа е се каматата ги зема. Каса прими, брат, и она каса значи, прими. Они, каса прими обично, тамо дава ни фискално, ни ништо и си земат. Па мислимо ти нема после контрола никаква. Ја 5 пати кажувам, имам пуштено кривична пријава до председателот на Извршната комора, што сега го сменија, за злоупотреба на службена должност. Замислете ти 2 години да држиш 25.000 евра на човек и после 2-3 години да му ги пуштиш и никаква одговорност нема, а ти си службеник државен кој треба да го почитуваш законот. Ништо не презема обвинителството. Мртва точка. Еве, јас сега имам во моментот, во тачна ми се, од здравие Господа, ако видам здраве жив, од понеделник ги пуштам сите кривични пријави за неколку извршители во Македонија. Па нека му мислат дали ќе има. Ја не остапувам, и Јана сигурно не остапува. И целиот тим ние не остапуваме. Ние ова багра мора да ја поведиме. Ова багра мора да ја смениме. Ако не ја смениме баграта, ќе смениме нешто друго. 220-240.000 блокирани сметки. По 20 дома, тоа се 480.000 луѓе. Нека му мислат тие дали ќе ги добијат тие гласови на избори. 400 и нешто доаѓа победа носи на партија. Слична ситуација со извршителите и со финансиските друштва, меѓутоа еве кратко потсетување за гледачите кои што нас следат на официјалната страна на ИМНЕ телевизија на Facebook страницата, може слободно да се вклучат со коментари или прашања до нашите гледачи. Финансиските друштва исто така се една болна тема, ќе речам, за граѓаните во Штип, во Истокот, во државата, во самото општество. Како еве тие действуваат, како ги опишувате финансиските друштва и работите кои што практично се извршуваат овде? Се земаат пари, па се враќаат големи камати, се добиваат заканувачки пораки. Историјата на финансиските друштва е интересна. Тоа се пералници на пари, да ви кажам. Тоа се испечатени пари, пуштени пари кои треба да се исперат. Треба пак да кажам, организиран криминал, основно јавно обвинство, потекло на имот на тие газди на тие финансиски друштва сопственици, да се види од каде толку многу пари во еден момент се наоѓаат кеш, за да можеш ти нели да ги пуштиш. А најубаво, најсимпатично се перат пари кои ќе пуштиш на обични граѓани, му притребале 12.000, 15.000, 50.000 и така. Тука заглавуваат. Како? Астрономски камати, напупани камати, камати кои не кореспондираат со каматата на Народна банка на Република Македонија, која не премашува одредена вредност, нели, процентуална. Значи, они сами си имат они имаат своји камати, да речеме за долг од 500 евра, тој станува 5000 евра, замислете, за една година. Доаѓаат на најразбойнички начин, на врата кај луѓето, мајка ќе отвори, сопруга ќе отвори, ќерка ќе отвори. Сакаме да влеземе, сакаме да плениме. Следниот пат, со ниедно право, они немаат никакво право. Извршителите некогаш го прават тоа со полициска придружба, со одлука. Они влегуваат и тоа се случаи кога исто и кај нив е проблематично, али овде тие се службени лица, сепак се под Министерство за правда. Овде имаме некакви си индивидуалци, квази бизнисмени, квази банкари, одnosno тешки лихвари, кои треба подитно да се забранат. Нема што тука да се менува законот. Законот се менуваше сега во заедно со овој законот, дека не сме 60% повеќе од основицата да биде, ма не се решава со тоа. Многу тешки кривични дела. Прво лихварство, второ разбойништво, трето применува тоа 60%. Настрана, ја велам, суштината на тие финансиски друштва е проблематична. Тоа е чисто перење на валкани пари. Значи, луѓе, а тоа не сме да постои. Треба да постои да се забрана за нивно постоење.
Значи, забрана, подитно, затоа што го внесуваат човекот во виртуелни долгови невидени. Значи, не ми се водат луѓе, вика, јас не знам што да правам, ми е страв да дојдам во Македонија, да не ме пуштат у Македонија да влеземе, прашувај. Види, го искористија, они го искористија. Се плашат од нив како од поединци, кои доаѓаат како тројки на врата, се појавуваат баткини кои се појавуваат на врата. Ја искористија немоќта на граѓаните. Самото име вика брз кредит, брза смрт. А тоа што познати фаци, значи, тоа што фудбалери, ракометари и разни ликови што се појавуваат, тоа се неморални луѓе. Тоа се работи кои го искористија моментот на немоќ, на финансиска немоќ на граѓаните и секој да се задолжува вика ќе земем вамо, ќе вратим, ќе дадем, а уствари повише заглаво. Што викаат србите, нисам дошол да се вадим, ама да играм него да се вадим. Во друг... Што самите реклами велат дека земате и исто враќате. Не, има еден друг момент. Кредито неспособност на граѓаните. Голем број од граѓаните се заглавени со извршители се кредито неспособни и не можат да подигнат кредит од банка, да речеме Законот за обликација пишува јасно, има членови таму во Законот за обликација каде кажува немоќта на граѓанинот треба да му се помогне за да излезе од тај. Да, проблемот на терен како е? Никој не го гледа. На терен како е? Не е способен да подигне кредит од некој од овие познати банки, така? Едноставно не е способен затоа што има едно чудо, траен налог, кредит друг и така натаму, дава на извршител 1/5, 1/3. И тој во таа немоќ, во таа несреќа своја, во таа лична мака што ја има, тој веднаш оди у првата кеш продавница, да ми се велат продавници за пари, има дури име продавници за пари, замислете. Да, така, името им е продавници за пари. Замислете какво му сред центар на Скопје, у сред градски трговски центар вели продавница за пари, јас го гледам, не ми се верува што гледам. И они имаат права, никакви права они немаат. Јас ќе ви кажам, тоа се чисти лихвари и на чест да им служи на тие фудбалери, разноразни ракометари и ТВ шоумени кои заработуваат рекламирајќи ги. На чест нека им служи. Еве јас ви кажувам отворено. Нигде го нема, еве да кажеме, јас сум се бавам со бизнис многу одамна, банките да бидат да има добивка од 46%. Тоа не постоело никогаш. 46% банките од лихва. Банките тоа од камата. Видите, тоа се озваничени лихвари признати од државата. Земите прво НЛБ банка, самото име кажува Народна лихварска банка. НЛБ. Тоа е тоа. Значи, тоа е озваничен лихварска банка. 46% има добивка. Од каде се тие пари? Од граѓаните. Од немоќта на граѓаните, од земењето на кредити, не ваѓа. Вие знаете што значи да земе 5000 и само кога се уплаќаат ратите за кредити, прво се уплаќа каматата. Прво каматата. Каматата прво. Кој ќе заврши за каматата, тек после послува главницата. Ти се јаваш на телефон да му кажеш еве ја уплати врата, ева, не, ти уплати камата, ратата уште не е стигната. Значи они прво ја наплаќаат каматата, тек после ратата. Па после ако касниш на ратите ти доаѓа камата затезна, камата повидување, камата на камата, па сега еве со овој закон нешто се стабилизира да не биде поголемо од долг, ама ти ако се 15.000 евра кредит, треба да вратиш 30. Има нешто друго внатре. Има и провизии, што луѓето не читаат кога со многу ситни, како за лековите, како за лекарствата, бројчиња, буквички, провизии што ги зема банката. Провизија секој ден. Секој ден. Калкулативни. За одржување на сметка. За одржување на сметка. Е се ако тоа го земеме и тоа луѓето не знаат, нели, кој ќе дојде вика како бе јас земав 2000 евра кредит, како стана 15.000 евра и тоа за мртви банки. Македонска банка е почината банка. Така ја нема. А побарува од граѓаните Алфа банка е почината банка. Ја нема. Значи, се уште после 15-20 години луѓе ми велат мене Македонска банка ми стига преку извршител блокирана ми е сметката. Па која е таа држава? Одат луѓе работат у странство, одат у Германија, ми се јавува пред некој ден. Едниот вика го расчистив долг, вика долг, виртуелен, не е долг. Долг е кога е долг, кога го враќаш со некоја камата. Не е долг кога 3 пати на сумата, што 4 пати на сумата, 10 пати ти плакаш, тоа веќе не е долг, тоа е лихва. Да расчистиме одма, да се знае што е долг, што е лихва. Како граѓаните може да се заштитат? Граѓаните, едноставно, мој совет да не влегуваат у тие кеш продавници, па не знам, последно да е, затоа што тоа е многу опасно место, бидејќи ќе се задолжат и семејството ќе биде вознемирено и така натаму ќе имаат големи проблеми.
Значи тоа е мој совет. Втор совет, ако земат кредит од банка, да имаат некоја стабилна работа, па да можат да плаќаат, нели, ако имаат нестабилна работа и не се сигурни, да не влегуваат во таа авантура, значи тоа се авантури во животот. Видите, тој брз кредит, видите, брз кредит, тој што стварно му треба во моментот, да реагира, да знае дека е мочен да го врати. Ама веднаш да го плати. Не да има таму одреден број на рати, ама да си мочен да рачунаш дека ќе го вратиш назад. 99%. И да ти да земеш, а не работаш нигдека, викаш, па ќе идем вамо, ќе работам таму, ќе вратим тука, ти така тонеш. Злоупотреба на лични податоци. Затоа реков ја брз кредит, Така, има и доста брза злоупотреба на смрт. лични податоци, доста граѓани кои што се жалат дека на нивно име Да, нивно име е подигнат, земен, да. брз Значи кредит. лична карта е земена од човек, да кажеме, што е во количка инвалидска, однесене или не е однесен од семејство, од блиски другари, од и така натаму, луѓе кои физички проблеми или психички проблеми имаат и така натаму, некои имаат старател, некои немаат старател, некои се одговорни, за сметка на крај нема му доаѓа, он да плаќа некоја лихварска камата. Че имаме злоупотреба на лични податоци, тешко кривично дело. Злоупотреба на луѓе со посебни потреби, многу тешко кривично дело. Значи влегуваме поединци, врзани лихвари имаме, во власта имаме луѓе што се занимаваат со лихварство у другиот дел од денот. Значи у власт луѓе што се занимаваат со лихварство, да не именувам во кои институции се тие. И тоа на високи позиции се наоѓаат. Лихварство им е втората бранша или работно место или занат со кој се занимаваат. Лихварска Македонија, не сме северна, ние сме лихварска Македонија. Да се вратиме назад на Повелете. ова извршнава работа што ја барат овие олигарсите. Сакам да му порачам на министерот за правда. Треба да знае една работа, тој е министер за правда, иако ни ветуваше работи што дека ќе биде се окей, дека ќе се применува законот, пратениците дадоа едно автентично толкување до министерот за правда, па може има месеци нешто и повеќе, се уште нема одговор на тоа автентично толкување. Една работа треба да знае и министерот за правда и владата, еднаш и премиерот. Ако е прав премиер, ако ги штити граѓаните и ако сака на избори да излезат овие луѓе, треба да излезе пред граѓаните да каже: другари извршители, ово е системски закон, мора да го почитувате. Дали е добар или не е лош, тоа е друга приказна. Овој закон е донесен и треба да се почитува. Пред месец дена излезе јавниот обвинител за кривичниот закон и децидно кажува на телевизија. Вика, кривичниот закон и мене не ми се свиѓа, ама пошто е донесен, али мора да го почитуваме. Па ако може ти да го почитуваш кривичниот закон, што за разлика од овој е каде поопасен, па почитувај го овој закон за граѓаните. Само нашиот народ е таков мек. Ова, ја тврдам дека во источниот регион многу мало луѓе знаат дека има ваков закон донесен за застареност на долгови. Еве, затоа викам уште еднаш користам прилика до сите, без разлика од која етничка заедница доаѓаат, без разлика, ние се бориме за македонскиот народ, за сите граѓани. Не ги двоеме вакви, такви и така натаму. Законот е донесен, изгласан, објавен во службен весник. Барајте кај извршителите да ви ги одблокираат сметките врз база на ова. Ако ви одговорат негативно, имате рок од 3 дена, дајте во апелациониот суд штип да се реши проблемот. Доколку и апелациониот суд одлучи негативно, има Страсбур, ќе го решиме овој проблем. Тоа е крајно, веќе е Страсбур последната инстанца, која ќе во Страсбур ќе го добиеме. Сигурно. 100%. Сигурно ќе го добиеме. Човекови права се... Меѓутоа, тога нека му мисли, нека му мислат и извршителите какви дела имале, што направиле и какви проблеми ќе настанат од самото извршување. Затоа викам, има многу работа. Законот за извршување е напишан како само за доверителите. Не е напишан и за луѓето, за граѓаните. Као да не е дел од... Секаде во светот законите за извршување се дел од еден проложен дел или дел од граѓанските закони. Имаме прашање кој извршител е рекордер по кривични пријави. ВЈ. Извршителка е. Од Гостивар. Па она е од Скопје, мислам, родом, али на тој регион е задолжена. ВЈ.
Има пријави и пријави. Ниједна пријава не е покрената против неја, веројатно е добро подкована. Цела јавност ја знае. И Западна Македонија, Кичево, Гостивар, Да, сите ја знаат. Сте А има и други, видите, ја затоа реков, јас доколку ја добијам поддршката од граѓаните. Не дека јас ја политиката ја мешам со ова, него тоа да го решим овој проблем. Народот што го боли, за овие извршителите. Ќе барам ревизија за работењето на сите извршители, без разлика дали бил чесен или нема од нив чесен. Нема чес. Не постои чесен. Нема еден чес. Можда еден. Значи ревизија, се што е наплатено надвор, се што е наплатено надвор од тоа што му следува како награда, има да го врати, има да пее како славој. Цело богатство ќе му се заплени. Меѓутоа народот е крив кога доаѓаат изборите, забораваат на сите проблеми што имале, чекај, овој беше, тој беше, ајде па ќе го заокружи. Или едниот или другиот. Чекајте бе луѓе. Има луѓе кои со години се, јас сум од 2011 година се борам со овие закони за социјална сигурност на граѓаните. Соработуваат со мангупите од олигарси, да речеме за застарени долги од пред 20 години. Ги обновуваат, ги оживуваат, создаваат, значи правиме муабет не само за физички лица, туку и за правни субјекти, да кажеме цели фирми кои пропаднале поради тие олигархиско односи со овие поединци, джелати да ги наречам, извршители кои една екзекутивна улога имаат. Немаат они да олестат наплата, они имаат да направат наплата, да измислат наплата, да создадат систем на наплата. Имаме и други прашања. Да, имаме. Еве, да се дали извршува може пензија? да се извршуваат пензиите, да. Да, се извршува на пензионерите и тоа Една ако е до просечната пензија 1/5, не, ако е над просечната пензија, тогаш е веќе 1/3. Значи, мислам така е законот. Ние како граѓански активисти успеавме таа 1/5 да избоксуваме 2018. Меѓутоа зависи колку години е предметот и тоа, ако има застареност, значи може да го опфати и тоа, ако е, пошто сигурно пензионер е, веројатно некој стар долг е. Не мора да значи, може од 2018 да е долгот, не знаеме. Не, затоа викам, може тоа Со да се... ковидот се случија многу задолжувања сега баш. Граѓаните сме- доколку имаат прашања може да ги остават на Facebook страницата на Имнет телевизија. Споменавте претходно дека постојано сте на протести, еве на тој начин практично се дава поддршка на граѓаните за да ги добијат своите права кога се во прашање извршителите, брзите кредити, финансиските друштва и слично. Колку ваквите протести даваат резултат и еве веќе нов протест имаме закажано за утре во Скопје. За каков протест станува збор? Утре е така малку по-широк протест, значи Конфедерацијата на независни синдикати на Македонија, слободни синдикати на Македонија КСОМ, заедно со нас, човекот над профитот Нопа Саран ПЦР, протестиме се трга, значи поворката или така да кажам, караванот тргнува од Истгейт од комунална хигиена па до влада, со коли и пешки, значи мотивот, тригерот на протестот е зголемување на платите, значи зборуваме за платите на работниците и тоа 79%. Не 78, туку 79%. 1% Да, 1% повеќе, бидејќи се работи за работници. И стоп за извршителите, односно да почне да функционира законов односно членот 368. Значи ве повикувам сите кои живеете во Скопје или Штипјани, кои може да отидат утре во 11 часот, да се појавиме сите пред комунална хигиена, тоа е Кейстгейт мол позади и да тргнеме према влада. Голем протест ќе биде. Мислам дека ќе биде сериозно. Очекувате ли масовност и што очекувате по протестот? Па ние сме имале и масовни и помалку масовни протести, сме имале ситуации во кои не викале веднаш министрите кои ќе не видат пред врата, па не викаат веднаш. Значи сме имале иницијативи за отписи на долгови, сме имале иницијативи до Уставен суд. Значи, оваа проблематика длабоко ја истражуваме, длабоко работиме на проблематиката. Имаме правници многу инволвирани во ова, значи и адвокати кои сериозно работат, и економисти кои сериозно работат на ова. Но и ние со оваа храброст, енергија, мислам дека ќе завршиме работава, ќе ја истуркаме, да ова се почитува, да масовно почне да се применува законот, а овие да се вратат во суд кој е за затвор да се оди. Кому треба да се зема лиценца топодитно. Има ли Нада Шева за крај би ве Па еве, прашала јас за сакам да се... да кажам дека
Она што јас сметам дека овој проблем е во цела Македонија, значи нас ни се јавуваат луѓе од Битола, од Кочани, од Прилеп, од Кичево, од Гостивар, од цела Македонија. Значи тоа е огромна бројка. Меѓутоа тие луѓе не се моćни да дојдат на протест. Треба да плати карта автобуска која кошта 600 или 1000 денари повратна карта да се врати дома. Иначе тоа е проблем. Иначе да можат тие луѓе да се организираме ние, пошто не сме финансиски јаки да организираме од секој град по еден автобус. Јас мислам дека поплава ќе биде во Скопје. Затоа им порачам на граѓаните, не се откажувајте, земете, дадете барање до извршителот, нека ви одговори жалба. Во рок од 3 дена приговор, значи до суд. Ќе бидеме во контакт, мојот телефон ќе ви го кажам. Доволно ли ја третираат темата за извршителите, новите измени на законот? Националните телевизии, значи националните телевизии, сметам дека повеќе треба, многу помалку, бидејќи се национални телевизии се платени од буџетот на државата, односно од народните пари, од нашите џебови. Значи тие земаат еден добар, да речеме, колач, а тие 5 национални телевизии треба малку повеќе да внимаваат на оваа проблематика. Ова е, мислам дека од тој ранг како и приватизацијата во Македонија, од тоа висина е овој криминал, од тој ранг е, ова е нешто неверојатно. Сега, не зборувам за кабелските телевизии, за помалите локални телевизии кои третираат. Тие интересна работа третираат. Најповеќе што не пропагира ова. Да, тие најмногу. Извршната работа што е ова. Кабелските и Телевизија 24 и помалите телевизии, да речеме, низ Македонија. Еднаш почна сител и кога е видео дека има гледаност многу, одма прекинеа и ги нема нигдека. Нити Канал 5, нити Телма. Тоа значи дека е тема која што треба да биде презентирана пред граѓаните за да може да биде сватена. Они се национални телевизии платени се од џебот на граѓаните на крај крај. Они треба тоа да го најмалу треба секој ден да се кажуваат за да може да се спроведуваат. Кај нив обратно. Ние секој ден више да не кажам ми се повраќа и на народот и на сите, само слушаме исти работи. Уставни измени, ова, тој и ова, мислим нешто што не го интересира граѓанот. Во нему е во животот. Ова го интересира граѓанот, што е за него добро. Кеш кредитите за тоа. Верувате дека ова е закон спас за сиромашниот народ. Јас се надевам дека еве во еден практично ќе почне да се применува законот, измените во законот за облигациони односи, еве на некој начин барем ќе се решат проблемите со извршителите и брзите финансиските друштва кај граѓаните. Ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам, поздрав уште еднаш до моите пријатели во Штип и во Источна Македонија. Во околината, во цела Источна Македонија. Да. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и за поставените прашања. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Imnet.